Дечки, добре дојдовте у Хитмейкер. Добро ви најдовме. Сега ќе си подавате вие со микрофонот. Само колку посто сте од бендот? И како се рачуна ова 3%? 12 луѓе сме, да. Дали имате договорено некаков кворум? Колку треба да сте минимум за да направите една проба? Види вака, прво да се разбереме, проби ние не правиме од технички причини. Прво нема каде да правиме проба. Нема потреба да правиме проба и трета работа, многу луѓе сме и пак ќе го кажам моето на црни, више сек да го споминјам. Значи пробувате на концерт? Не, на црни моето е дека уствари проби не се прават, пошто ќе се ги расипаш односите со другарите. Правиме, доколку има нешто ново, една годишна. Една годишна. И таа е стално пред Дфест. Една годишна. Пошто секоја година свириме на Дфест. Стално снимаме едно промо видео и стално ја правиме Маракана. Хитмейкер секојаш дава акцент на доаѓеми у музиката кои што работеле децении. Меѓутоа постојат и бендови кои што, да кажеме, као група не се со децении, меѓутоа понова генерација, меѓутоа едноставно го носите образот на македонската музика на ваши плеки. Порано, пред 30 на години, постоја бендови као Woodstock, например, каде што кој од кои беа таму членови. Значи, Мучо, Киселички, Дрейк, да. Значи, да ти понудат дојди да свириш со нас, да ти се смрзне гомното, извини. Да. Таков бенд сте и вие, некој супер груп кој што човек сака да ве слуша, но не де Боже да го викнете да свири со вас, затоа што ќе треба да се заклучи дома и да вежба 2 месеца. Збориме за бендот Pitchwise. Тоа Pitch одговара и за праска, одговара и за пич, као пич, поврзано е све, нели? Вајс као, нели, као порок, а што уствари Pitchwise? Абе, или праење Pitchwise? Тоа што го кажа пич, она што го кажа другото па со пич и порок. Уствари... Така да. Не, Pitchwise едно, мислам, види, пред некој ден се случи да ми дојде идеја да измислиме жанр уствари. И уствари жанрот се вика шизофузија. И уствари Pitchwise значи шизофузија. Можеш ли да ги наброиш сите кои се членови и што свират? Ајде, јас сакаш Ади? Ајде ти. Ајде ја. Значи вака, Ади свири гитара една, Бодан... Одма ме нервира, саќаш? Бодан Велковски свири гитара друга, Марко Цветановски свири гитара трета. Владимир Чадиковски ни е технички бенд, никош нема свирено со нас. Која ќе ви прифали шести гитариста? Гоце Лалковски е на грамофони, јас сум на бубњеви, Наско се дере, Симе Златков пее И саксофон. и саксофон свири, Иван Петровски бас свири, Зашо? Велјо Колевски Немаше место сега со гитари? Знамења. И толку Петар сме Лукич мислам, клавиатури. Петар Лукич клавиатури свири. Дејан Митровиќ. И Дејан Митровиќ свири контрабас. Точно. Интересното е што, као на пример у Лепи Сол, кој ќе свирал клавиатури и кој ќе свирал бубањ, не се знаело дали Кокан, дали Гаро, пошто двајцата свират се. Да. Така и ке вас сите сте мултиинструменталисти. И некад доаѓа ли до свичање на ај ти фати малце ова, ти фати малце ова? Фати Боцева. Тоа е до свичање, тоа го направивме на Дфест со Джигер Дфест беше, да. песна, што јас сум бубнар по вероисповест, а Джигер е гитарист по вероисповест. Имаме утнато инструментите одамна, Да жалам како за и среќа. како и повеќето работи у младоста. Од жанровска определба, инструменталистичка, филозофска, религиозна, сексуална, сега све утнавме и после пандемија. А стварно, да, се утнавме, сите движења ги утнавме кога беше куло едното и ја пробувавме нешто што не е кул силом прилика така се издеси и кога се случи пандемија ни се скрши глобалниот наратив на сите заедно и после тоа индивидуално еден по еден. И некако се погоди работава да се сакупиме кај него историја еднаш. Тоа беше одамна. Стартот, да.
И после тоа, некое лето, неколку години подоцна, не памтам точно колку, зашто пандемијата беше жив песок од време, на сите им беше нереално кога е понеделник, кога е среда, кога е околу. Едно летно време се собравме и решивме ги да ценуваме стварија на Джигер, да продолжиме со неадекватното однесување, неадекватното размислување. И... Дали ви се распределени улогите? Кој е диригентот? Кој е авторот? Види, Чиј збор се слуша задни? Првиот албум уствари, Екипица, песневе се дел од нив стари доста. Што знам, рифовите како ствари се направени уште 2009-2010 нешто за. И ми беа рифчиња направени за да имаве кој било време да дојдат, дошле, чекале за да се снимат. Да. Тие сакав ја од тој бендот што ми беше мене Screaming for Change се викаше и сакав да ги брстам таму. Ама ние таму свиревме некој металкор, нешто такво беше, а јас сум малку порокерски, знаеш. Не ми ги сака. И остана, например, Диши, има разлика. Филока и Диши и Цвет се вептен од 2009-та стварно, двете ствари. Сега, ама тоа беа рифовите. И после се собираме негде таму 2015-та нешто, така беше 2015-16-та, со идеја уствари технички, јас си го направив бендов за да свирам гитара. Да. Не знам како да ти кажам. И уствари он требаше да свири бубњеви и Наско да се дере. И бас реков, мајке видиме нека ќе свири. Па не беше беше на таа проба, да, значи Иван бил на таа проба. Беше нешто бадник, поима немам онакви обнови, тиста ствари. Колку листа ви е беклајнот кога идете да свирите него? Каков не колку имаме беклайн? Колкава е листата на беклайн? Не знам. Не е битно. Многу има ствари. А ете за сите што ги набрав на сите. Ја мислам дека треба кандилце да му палите на секој што ќе биде тонец. Треба. Да го поздравиме Трипе за Трипе не беше сега задниот пат на фестага. Да. И кога отваравме за Sisters of Mercy технички свираци, за да имаме 15 минути за да мислиме. Трипе нинџицу онакво класично. Многите. Овие свират Sisters of Mercy и кик. Добре, ајде дајде, идемо дајде. Сме слушалици. Да. Вие имате голем фактор на кул. Затоа што едноставно тоа сум го почувствувал и кај можеби па и кај Мизар и кај Санаториум, дека човекот што ве слуша, што е у публика, сака да биде виден дека е у публика, има еден фактор на кул, дека, окей, ја ги сакам Pitchface, јас сум тука да ги слушам. Се издвајам од оној шлаемот. Нема его трипање, само секој се избацува неговата креативна фрустрација, можеш да кажеш на стеж, разбираш, креативна фрустрација и креативна енергија технички се дешава и без его трипање нема таа момент, чекај сега ја најбољи соло ќе се знае. Гитара свири соло, разбираш, нема што тука. Што се знае само ти збориш на човекот. Сега јас ќе завршам, ја му дадам да го отвори од тоа он никеш. Еве сега веќе. Дечки, вие сте едни од, да кажеме, на прсти можам да ги набројам бендовиве што ја држат естрада во моментов и сте стварно пример за секој млад што треба да почне да свири. Нема шорткат на работите, тоа е најбитното што гледам кај ваквите бендови као вас, дека не постои шорткат, дека све треба да се фати и темелно да се научи и да си стварно поткован музичар, за да можеш па и многу едноставни работи или рифови да свириш, меѓутоа се осеќа одма кога некој ги има лектирите прочитано. Знам дека сте од тие типови на бендови кои што не сакаат многу да се појавуваат вака у јавност, требаше малце да ве убедувам за ова. Меѓутоа мора кроз мала врата да доближиме вистинските вредности на младиве генерации кои што не се прва генерација, туку се можда трета изгубена генерација и е многу потешко да ги вратиме. Али вашите концерти го прават тоа. Треба да има многу поише емисии вакви, што ќе се борат малце за алтернативната страна на градов и на држава, поради тоа што све што има сега, све е за некаков шунт и некаков турбофок се дешава на телевизија со многу погрешни вредности.
Уствари, техничкиот момент на музиката е тоа што ти пренесуваш на младите луѓе некако да се осеќаат и некако да живеат и некако да се воспитаат. Односно, воспитањето, не се свесни луѓето колку подсвесно влијае преку музиката. Зашто? Пошто преку музиката има текст, има некаков саунд, што саундот е реално човек што е неук, реално нема зашто да знае како би му влијал саунд. Да. Ама реалноста е дека поп музиката, таа што се промовира моментално, е направен саундот да биде прифатен и текстот да биде со погрешни вредности. И така да треба да има многу повише принц вакви ствари како ти што го правиш ова, за и да го гледаат луѓе ова. Знаеш, има еден куп јутубери, инфлуенсери нови што врска немаат што се дешава околу алтернативната сцена. Историја алтернативната сцена, субкултурата поточно е коренот на културата на државата, на градот, на било што. Така да најбитната ствар е тоа да се промовира. Тие што се популарни више, нема зашто некој да ги промовира, али моменталните инфлуенсери и турбофолк, нели, на оваквото, пустеме да зборам. Ако не, ќе едитираме бе, не се секираме. Стори, отвори си го душичето е. Моменталните инфлуенсери што се тие што сакаат да промовираат поп, тоа е пошто они сакаат да се промовираат, инфлуенсерите, а не да ја промовираат музиката. За разлика од твојата емисија што ти сакаш да испромовираш. По мое со развојот на технологијата, а технологијата секогаш влијаела на развојот на музиката и на нови жанрови. Нели Едж не би бил Едж доколку не го имал дилеот, нели. Принц не би бил Принц доколку не го имал линдрамот и да го комбинира со одредени гитарски педали и така натака. Значи, цела синт-поп култура у 80-ти не би била доколку не се преминале од аналогци, осцилатори кон линеарни сајзери, FM сајзери. Значи, технологијата секојаш си го правила своето. Па и оваа технологија AI, мислам дека прва жртва ќе бидат тие генерички поп автори кои што први ќе станат небитни. Beachways не можеш да го направиш со AI. Обична Ќе сгуни јаја ако му не може да се расипе јајето. Така да секојаш технологијата на некогаш на обичен, некогаш на испревртен начин влијаела позитивно на музиката, на индустријата. Па мислам дека дури и ова AI кој што мислиме дека ни е закана, мислам дека ќе влијае на некој начин и позитивно, затоа што ќе ги неутрализира сите оние да станат небитни кои што го деградира звањето композитор, па сонграјтер, па битмейкер, па промптер, вака сакам да биде, нели. А она што не може да се направи, да се дуплира е никош не може да има AI Jigger, AI Adi, нели? Ја би додал на ова дека е многу интересно време да се сведочи пак повторно ќе го спомнам распадот на наративот. Знаеш, AI-то го убрзува распадот на наративот. Малце ја прави буквално многу јака акселерација на растурањето на перфектната слика. Знаеш, не може све да биде 4K, 8K, HD, животот сам по себе не е така. Тоа е само тоа е апропо на моето дека запорев што сакам да кажам. Кажете ми што е задњо што работите. Задњо што работиме се снима албумот вториот. Да. Тој е отсниман од прилика, све е скоро и уште даска имаше 2 ствари да ги пукне. Има више од тој албум, имаме издадено 2 ствари, 3, колку се, значи збор лице и ми се гади се од тој албум и сега имаше 4, мислам дека 5 ствари. Да. Дечки, кога ќе завршите нешто, кога ќе финализирате, врата ви е отворена. Тука сме, ќе сработиме што можеме и ништо, викајте на концерт. Па не знам што ќе има следно. Може би, ама не откриваме. Не откриваме. Имаме 3 години од првиот албум од екипица, ќе има нешто, ќе најавиме сега, ќе биде брзо. Пред да излезе вториот. Не, пред да излезе вториот албум, ќе направиме нешто интересно. Фала ви многу што бевте гости. Задоволство и чест и се поред. Значи, Така, гостопримство. ништо, anytime.
ве чекам со нова ствар за хитмейкер, за утоп листа. Ќе биде, ако сегаш ќе направиме специјално. Ја мислам директно кога ќе се снима спотот, тогаш ќе уклучиме што искочи тоа. Тогаш да направиме. Фала ти. Фала дечки, поздрав, чао. Yes. Ајде.